Продолжуваме со снимањето на YouTube видеата од ниво А2. Во ова предавање, кое нема да биде тешко, ќе обрнеме внимание на употребата на глаголот верден. Глаголот верден веќе го имаме сретнато во некои од видеата од ниво А1 и од ниво А2. Па поради тоа се надеваме дека ова предавање ќе го совладате многу лесно. Па можеме да започнеме. Глаголот верден, како што кажавме, го имаме сретнато во некои од предавањата и тоа во ниво А1, подетално го сретнавме во видеото за начини во германскиот јазик, односно за заповеден начин и учтива молба, а во ниво А2 глаголот верден го употребувавме во конјунктив 2, посебно во првиот дел од предавањето. Па можете да ги погледнете тие видеа за да се подсетите. А сега продолжуваме. Глаголот верден во ова предавање како употреба ќе го користиме како главен глагол, потоа верден како помошен глагол, верден во минато време, во идно време, потоа глаголот верден во пасивни реченици и глаголот верден во конјунктив 2. Во ова видео, односно во првиот дел, ќе учиме за употребата на глаголот верден како главен глагол и како помошен глагол. Das Verb werden или употреба на глаголот верден. Кое е значењето на глаголот верден? Глаголот верден во инфинитив формата има превод како постанува или настанува, или полесно на англиски to become или to get. Конјугираните форми немаат точен превод, бидејќи глаголот најчесто се комбинира со друг глагол. Тоа ќе го видиме во следните неколку минути. Како се конјугира глаголот верден? Верден е неправилен глагол во второ и трето лице еднина. Во оваа табела ќе го конјугираме глаголот верден. Прво лице еднина, ich werde. Второ лице еднина, du wirst. Трето лице, sie es wird. Wir werden. Во множина прво лице, ihr werdet и sie werden. Значи, кај глаголот верден ги користиме правилата на конјугирање на глаголите, со тоа што само за второ и трето лице сингулар имаме неправилен глагол. Да видиме некои примери при употреба на глаголот верден во реченици. Ана wird Zahnärztin. Ана постанува стоматолог. Ich werde zu dir kommen. Јас доаѓам кај тебе. Wir werden jung und verliebt. Ние ќе сме млади и заљубени. Продолжуваме понатаму. Кога и како се користи глаголот верден во реченица? Како што кажавме, можеме да го користиме верден како главен глагол во реченицата, и тоа во речениците кога верден е единствениот глагол се користи како главен глагол. Верден исто така може да се користи како помошен глагол во реченицата, во речениците кога е комбиниран со друг глагол. Во тој случај, другиот глагол е главен глагол, а верден е помошен. Потоа, имаме реченици каде верден се користи со модален глагол во реченицата,
тогаш верден има улога на главен глагол, но реченицата се формира малку поразлично. Тоа ќе го видиме во следните минути подетално. Имаме реченици кога глаголот верден опишува некоја придавка, глаголот верден во идно време и така натаму. Во следните табели ќе опишиме по еден пример каде што верден има улога на главен глагол, на помошен глагол, каде опишува именка и верден во идно време. Es wird langweilig. Станува досадно. Во оваа реченица верден е единствен глагол во реченицата, па има улога на главен глагол. Morgen werde ich ein Geheimnis sagen. Утре сабајле јас ќе кажам тајна. Во оваа реченица го имаме глаголот верден конјугиран и глаголот sagen на крајот на реченицата. Според тоа, овде верден е помошен глагол. Ich werde alt, јас стареам. Опишува придавка и во идно време am Freitag wird Martin Museum besichtigen. Во петок Мартин музеј ќе посетува. Ова беше накратко за различната употреба на верден, а понатаму ќе учиме подетално. Верден, глаголот како главен глагол во реченицата или како Hauptverb. Кога се користи глаголот верден како главен глагол во речениците. Во случаевите кога е единствен глагол во реченицата, има улога на главен глагол. Потоа, кога се комбинира со модален глагол во реченицата и кога опишува придавка. Ќе видиме примери за сите овие три типови. За почеток верден како единствен глагол во реченицата. Wir werden sehr komisch. Ние стануваме многу комични. Ihr werdet Ehemann und Ehefrau. Вие станувате сопруг и сопруга. Значи, не забораваме глаголот верден во овие реченици со црвена боја опишан, да го конјугираме. Es wird Künstler. Тој станува уметник. Со зелена боја го имаме опишано подметот, со црвена боја глаголот верден, со портокалова боја ни се придавките. Да видиме примери реченици кога верден го комбинираме со модален глагол. Ich möchte dein werden. Јас би сакал твој да станам. Овде забележуваме дека редоследот на реченицата е поинаков. Ich kann böse werden. Јас можам да се разлошам. И du willst Deutsch werden. Ти сакаш германец да станеш. Да не бунат овие правила, каде што во некои реченици верден е на втора позиција, конјугиран, во некои реченици стои на крај, неконјугиран. Ке ги опишиме правилата на следните слайдови. Само да прочитаме прво примери каде верден се користи при опишување на придавка. Ich werde alt или јас стареам. Во оваа реченица, како што кажавме, верден нема посебен превод, односно како постанува или јас постанувам стар или јас стареам на македонски кажано.
Втора реченица, да света виет моген беса. Времето утре се подобрува. И Јулија виет балт рајх. Јулија се збогатува наскоро. Како се формира реченица со глаголот верден како главен глагол во реченицата? Во речениците како единствен глагол, глаголот верден стои после подметот, односно на позиција 2 и секогаш е во конјугирана форма. Правилата за конјугирање ги учевме на почетокот на видеото. Но во речениците каде што се комбинира со модален глагол, глаголот верден е повторно главен глагол, но стои на крај на реченицата и е секогаш неконјугиран, односно во инфинитив форма. Да видиме примери за двата типа на употреба. Од левата страна верден како главен глагол или како единствен глагол во реченицата, а од десната страна во табелата верден плюс модален глагол во реченица. Du wirst bald wieder gesund. Ти наскоро повторно ќе оздравиш. Во оваа реченица го имаме единствен глагол верден со црвена боја обележан и не е конјугиран во второ лице еднина. Es wird langsam kalt. Полека заладува. Во оваа реченица глаголот верден е конјугиран во трето лице еднина. И трет пример, ich werde bald Programmierer. Јас наскоро ќе станам програмер. Во оваа реченица го имаме глаголот верден на втора позиција, после подметот во случајов ich или јас, и глаголот е конјугиран во прво лице еднина. Да видиме пример каде што верден се користи со модален глагол во иста реченица. Том möchte Busfahrer werden. Том би сакал шофер да постане. Во оваа реченица забележуваме дека глаголот верден, опишан со црвена боја, стои на крајот на реченицата и е во инфинитив, а модалниот глагол го конјугираме. Во случајов трето лице еднина, бидејќи зборуваме за Том или за Еа. Ich will dicker werden. Јас сакам да се здебелам. Истите правила, верден стои на крај на реченицата неконјугиран, а глаголот волен на втора позиција во случајов конјугиран. И трета реченица, wir mögen jung werden. Ние обожаваме да се подмладиме. А сега да прочитаме примери каде верден се користи како главен глагол. Wir werden klüger mit dem Alter. Ние се опаметуваме со староста. Eines Tages werde ich reich. Еден ден ќе се збогатам. Langsam wird Stefan sonderbar. Полека Стефан станува чуден. Lea möchte Tierärztin werden. Леа би сакала ветеринар да постани. Du wirst von Tag zu Tag schöner. Ти од ден на ден се разубавуваш. Ihr werdet verliebt. Вие се заљубувате. Тоа беше за употребата на глаголот верден како главен глагол во реченицата. А сега вториот дел од видеото, употреба на глаголот верден како помошен глагол. Да видиме кога се користи глаголот верден како помошен глагол.
се користи кога се комбинира со друг глагол и во тој случај верден има функција на помошен глагол во реченицата и кога се користи во идно време. Да видиме пример каде верден се користи во комбинација со друг глагол. Ich werde gehen или ќе одам. Du wirst gehen, ќе одиш. Er wird gehen, ќе оди. Wir werden gehen, ќе одиме. Ihr werdet gehen, ќе одите. И Sie werden gehen, ќе одат. Ова е само ориентационо, но во реченица глаголите не стојат еден до друг. Ќе видиме примери. О левата страна ќе имаме табела со примери на комбинација на глаголот верден плюс друг глагол, а во средината глаголот верден во реченици со идно време. Ich werde Marathon rennen. Јас ќе трчам маратон. Sie werden bald sterben. Вие умирате наскоро. Ihr werdet hoch sein. Вие станувате високи. Im Mai werde ich Deutsch lernen. Во мај јас ќе учам германски. Morgen wird Anna frühstücken. Утре Ана ќе појадува. И последен пример, wirst du am Freitag rausgehen? Ќе одиш ли петок надвор? А сега да видиме како се формира реченица со глаголот верден кога стои како помошен глагол. Глаголот верден, како помошен глагол, стои на позиција 2 во реченицата во конјугирана форма секогаш. А другиот глагол, кој има улога на главен глагол, стои на крајот на реченицата во инфинитив форма. Значи, да не буни тоа што во некои случаеви имаме 2 глаголи, но ако верден е првиот глагол, а вториот е модален, тогаш верден има улога на главен глагол. А ако првиот глагол е верден, а вториот глагол не е некој од глаголите модални, тогаш верден е помошен глагол. А и во двата случаеви имаме 2 глаголи во реченицата. Да видиме примери каде што верден има улога на помошен глагол. Im Sommer werden wir schwimmen. Во лето ние ќе пливаме. Забележувате дека глаголот верден е конјугиран во случајот во прволице множина, а глаголот schwimmen стои на крај на реченицата во инфинитив форма. Morgen werde ich mit meiner Familie fernsehen. Утре јас со мојата фамилија ќе гледаме телевизија. Wohin wirst du spazieren gehen? Кон каде ќе пешачиш? Во случаевите каде што имаме деллив глагол во реченици со верден, тогаш делливиот глагол си стои во инфинитив форма и е неконјугиран, односно не е поделен. Wir werden nicht bergsteigen. Ние нема да планинариме. Во речениците каде што имаме негација, имаме класична реченица, но правилата за позицијата на глаголот верден и останатиот глагол си остануваат како што кажавме во овај слайд. А сега да направиме неколку реченици со пример каде што верден стои како помошен глагол. Ich werde nächstes Jahr nach Griechenland gehen. Јас следната година одам Грција. Се разбира глаголот верден на втора позиција конјугиран, а другиот глагол во случајот gehen на последна позиција во инфинитив форма.
Ich werde nicht fahren. Јас нема да возам. Was wirst du machen? Што ќе правиш? Wir werden nach Hause gehen. Ние ќе одиме кон куќата. И последна реченица, wird nicht morgen lernen. Тој нема утре да учи. И за крај, ќе направиме вежба. Пополнете ги глаголите кои недостасуваат. Со црвена боја би требало да биде глаголот werden, а со плава боја друг глагол. Јас го губам мозокот. Во оваа реченица позицијата на глаголите е со наша помош, но треба да одлучите како ќе се конјугираат. Ich werde го конјугираме werden во прво лице еднина. Das Gehirn verlieren. Следна реченица, тој станува судија. Wird Richter. Трета реченица, ние стануваме родители. Wir werden Eltern. Вие повеќе германски ќе учите. Sie werden mehr Deutsch lernen. И за крај на ова видео ќе направиме резиме на граматичките правила што ги учевме во претходните минути. Не заборавајте да кликнете лайк ако ви се допаѓаат овој тип на видеа. Како се формира реченица со глаголот werden? Накратко, во речениците каде што werden е единствениот глагол во реченицата или има улога на главен глагол, стои секогаш после подметот на втора позиција и е секогаш во конјугирана форма. Во речениците каде се комбинира со модален глагол, стои на крај на реченицата во инфинитив форма. И во овие реченици има улога на главен глагол. И третиот тип во речениците каде што има два глаголи и глаголот werden има улога на помошен глагол, тогаш стои на втора позиција во конјугирана форма. А другиот глагол кој има улога на главен глагол стои на крајот на реченицата во инфинитив. Ако овие три правила ги научите, нема да имате проблем при употреба на глаголот werden во реченици. И за крај, тоа беше се за овој дел од предавањето за глаголот werden, а во следното видео ќе ги обработиме и останатите граматички правила при употребата на глаголот. Ако ви се допадна видеото, следете не на YouTube и Instagram и предложете го каналот на пријатели. Се гледаме во следното видео.